Словенија од полнок веќе не прима мигранти без валидни пасоши и визи, соопшти Словенечкото министерство за внатрешни работи. Веднаш потоа и Хрватска и Србија објавија слична мерка за да го ограничат бројот мигранти кои доаѓаат од Македонија. Границата на Европа ќе биде меѓу Македонија и Грција и ние ќе ги почитуваме одлуките кои беа донесени, изјави хрватскиот министер за внатрешни работи Влахо Орепиќ, оценувајќи дека Европа решила да почне нова фаза во решавањето на мигрантската криза и оти на границите на Шенген зоната ќе се применуваат шенгенските правила. Во исто време српската влада соопшти дека била информирана од Љубљана, оти словенечките граничари ќе бараат од секој кој влегува на нејзина територија да има валидна виза на Европската унија. Србија, која не е членка на Европската унија, соопшти дека ќе почне да применува слична мерка за да го ограничи бројот мигранти кои доаѓаат од Македонија. Хрватска, Словенија и Србија, заедно со Австрија и Македонија, драстично го ограничија влезот на мигранти во последниве неколку недели, со што околу 36.000 луѓе останаа заглавени во Грција. Тие доаѓаат од Турција, каде што во моментов има над 2.700.000 сириски бегалци. Претходните напори да се сопре протокот не успеа и по околу 2.000 мигранти скоро секојдневно пристигнуваат на грчките острови. Само од почетокот на годинава досега над 130.000 мигранти и бегалци пристигнаа на островите од Турција. На самитот меѓу Европската унија и Турција во Брисел беше постигната начална согласност за турскиот предлог за враќање на сите илегални мигранти кои ќе стигнат на грчките острови. Неколку часа по самитот во Брисел, Турција и Грција ветиат тесна соработка при спроведувањето на планот за враќање на мигрантите. Со тоа, како што оценуваат посматрачите, двете земји ги оставија настрана историските разлики со цел да работат на запирањето на мигрантскиот бран. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα. Денес ние сме тука за да решиме еден проблем кој се однесува на двете земји и нивните културни вредности. Овој проблем ќе биде решен со нашата соработка. Никој не може да ни диктира како да се реши овој проблем. Ние многу добро знаеме како да го решиме, изјави Алексис Ципрас на заедничката пресконференција со турскиот премиер Ахмет Давутоглу во Измир. Давутоглу од своја страна рече дека целта на договорот е да се обесхрабри нелегалната миграција. Тој ја потврди спогодбата со Грција да ги прифаќа назад мигрантите кои се обидуваат да стигнат во Европската унија. Последните предлози за решавање на мигрантската криза наидоа на остри критики од хуманитарните организации. Идејата за пазарење бегалци за мигранти не е само опасно нехумана, но исто така не нуди одржливо долгорочно решение за сегашната хуманитарна криза, оцени Ајверна Мегован од Amnesty International.